Но во календарите влегуваат баш активностите кои што гледам дека на моите деца им држеле многу внимание. Ова игра можам со поголемото, ова игра со помалото. Паралелно ако ова игра ова, дали ќе можат двете заедно да играат? И така ги имав налепено на фрижидерот овие активности. И го споделив и тоа на Инстаграм. Им беше интересно на мајката ми, може да ни направиш на нас вак по календарче или да ни го пратиш. Викам супер, може и ова ќе служи на друга мајка која што денес нема идеја што да прави, а има две деца дома, не само едно. Но во календарите влегуваат баш активностите кои што гледам дека на моите деца им држеле многу внимание. Им биле навистина интересни, им потикнале одреден развој, одредена вештина која што требале да ја усвојат во тој момент. Затоа почна календарите да се развиваат од 6 до 8 месеци, од 8 до 10 месеци, 11 и 12. Баш ги поделив по развојна фаза, затоа што кај едно мало детенце, кај едно бебенце, многу брзо се менуваат вештините кои што ги учи, тоа не му требаат години. Таму за недела, дена, две, за еден месец веќе имаме цело ново дете.